До сега не добивме никаков одговор на нашите барања и прашања кон Министерството за образование, бидејќи ниту една институција не излезе да образложи зошто и на каков начин ќе се одвива наставата од септември. Како граѓанска иницијатива не се согласуваме со тоа што наместо хартиени учебници се воведуваат електронските учебници, а им се скратува можноста на децата да го користат учебникот како примарно средство за работа. После тоа слушаме дека се воведува сеопфатно сензитивно родово образование. До сега никој од Министерството не излезе и не објасна што поточно опфаќа тој термин и што нашите деца ќе учат под тој термин. Како граѓанска иницијатива сметаме дека застапуваме голем број на родители од различна вера, националност и политичка определба. Нема да застанеме тука и ќе продолжиме да се бориме за нашите барања да бидат слушнати од страна на Министерството. Според нашите истражувања и контакти со родителите од групата и надвор од неа, бидејќи имаме и поддржувачи кои не се дел од групата, дојдовме до еден заклучок дека референдум е потребен. Иако минатиот пат не ни дозволија и најдоа причина за да го одбијат нашето барање за референдум, денеска Драгана, како овластен застапник на граѓанската иницијатива, ги поднесе повторно подписите во собрание. Односот од министерката Царовска е под секое ниво, пред се како човек, а потоа како еден министер. Да, реформи се неопходни, меѓутоа на ваков начин, на ваков пристап не. Дигитализација е потребна, апсолутно, меѓутоа како секундарен дел од образовниот систем. Конкретно, во поглед на учебниците, печатените, има еден друг проблем кој до сега никој не го отворил. Имаме многу насоки во средните училишта во кои воопшто нема учебници за одредени стручни предмети. Значи не постојат пишани учебници. Сега јас се прашувам овде министерката за некои предмети кои што нема воопшто печатени учебници, како за тие предмети ќе направат дигитални учебници. Значи тие насоки, тоа се во поглед за нечиски услуги, за нечиски насоки и насочени насоки, тоа се 80% од средното образование во Македонија. Тие фактички нема да имат воопшто настава, чи невозможно. Во поглед на делот за пониските оделенија, значи првачина, прво оделение, трето оделение и четврто. Родово сензитивното образование тотално се коси со целокупниот здрав разум на народ и нација која што живее и действува во Република Македонија без разлика на вера, нација и каква и да е припадност.